Вака сега ќе му речиме. Хип-хоп дами господа, диджей Мацни е денес во зградата. Не сака да пей, ама ке се смей. Сей, Виктор, не рапувај сей. Ако бев рапер, ке бев рапер, ако знаев за рапова. Мај, добре дојдовте во една лабава емисија без концепт, да имав концепт, може поарно ќе звучеше ова, мај, така му влеговме на нечење. Па добро, Кај си бе, звер? толку време се договараме, да ти кажам, искрено многу сагав, ама нели, условите тие се, така да, ама еве конечно бидна и да ти кажам, баш екстра што бидна, зашто многу е убаво, многу е добро. Благодаря. Убаво, ладничко, не се штеди на струја, така да, екстра е топ. Најбитно, брат. Абе, знаеш како, мене ми е јасно. Имам со многу луѓе договараме и тешко идиме до онакво во лето, пошто знам како е. Јас прво немам време за ништо, камо ли другите. Да. Така што во пикот на сезоната сме, нормално дека не можеме да најмаме. Денес те погодивме разладен некако, а? Па да, имаше музика на базен, малце едно 5 сати на 39 степени, меѓутоа нели музиче, ладно вода, па музиче така малку влегваш во базено понекој? Па искрено само нозете, да, пошто толку ми се условите дека пуштам музика. Влезиш со водени раце после убајна. Да, не. Кој ќе завршам со пуштањето музика, си влагам цел си се ладам и топ ми. Шу. Уба работа е тоа, видиш. Треба да измислат некој онакво кај што ќе ги разладват и луѓето на бина, или кај што ќе ги топлат во зима, пошто убава идеја, ама нас да не ладат, ама да нема пипка добре. Така. Оти мене ми зима десено битола на плоштад некоја нова година, не знам која година беше минус 3-14 вечерта, минус 15, не знам. Камен! И јас пеам со на раквици, после не можев микрофонот да го одлепам. И се вртам назад и ги гледам памперси, мислам дека беа после мене, со гитарите застанати. Знаеш што значи ти гитара жици да ги имаш на минус 15? Камен. Партал. Значи сред сезона сме, тебе не можеме да добиеме нигде, нон-стоп си негде зафатен. Кажи ми, брат, како издржваш? Како издржваш? Нон-стоп си негде. Знаеш како викам, кога нештото го сакаш, ти се олеснува, нели? И во име на тоа што сакаш, постигнуваш се, искрено напорно е. Знам да се жалам доста по дома од нозете. И почнав малце почесто искрено на масажи да си одам. Паметно е, брат. Пошто кога се соберат многу поише настани и евенти, да кажам, по сите страни дење ноќе. Мора малце и масажа да си дозволиме, затоа што е на некој начин рефреши. Си правиме добро на самите нас, за да можеме, нели, после ден-два повторно од почеток. Така бе, браве, нормално. Мене ми е потешко да стојам, жими очи, да треба да одам, да трчам нешто, правам како јас тоа зборам дека многу е потешко да стоиш у место отколку да трчаш. Кога трчаш си барем целосно активен, а вака стоиш у место и голема е тежина. Ништо од сега во цената таму да си знаете да вклучувате и масажата, да имате во предвид, ме сваќаш, пошто треба, мислам, тоа е више поисплатливо од прскање вода. Може, нека масира дека стоја. Ма не е луксус, луѓето некои работи ги гледат како вие што правите. Потреба е, знаеш. Мораш некои работи да ги правиш, пошто тој што не стои колку што ние стоиме толку сати, не знае што е болкално за те искрено. Така е. Кажи ми сега, пошто двата сме влезени, ова почнав сите ги прашвам што се пресно земени или што се подам, нема везе. Како вака брачниот живот во ова професија? Како оди? Па сега за сега е супер, да не чукнам, да не се урочиме. Си имам голема поддршка која ми е најбитно од се. Така да кога може си иде со мене, кога не може нормално ми испраќа и ме пречекува. Фала му на Господ. Се е супер. Да. Баш ми е драго, брат. Баш ми е драго ти. Фала му на Господ, ама фала му и на невестата. Така. Ама оти терсене, знаеш, многу е тешко се наоѓаат луѓе што можат да поднесат ваква, што можат да поднесат. Што викам јас, само силна жена може да биде со пејач, музичар, диџеј или што и да. Врат, кога имаш комуникација и разбирање, кога си човек пред се, многу лесно се прат работите. Само што да дојдиш до човек е малце така. Малце време да. Ама нели секојаш се во свое време си доаѓа она што ние си го бараме или заслужувам. Убав муавет ми направи, ти кажам право. И сега кажи ми, пошто си нон-стоп по настапите и пошто не киш да ми пеиш,
Ние имаме обично тука адет некој си пееме, си свириме, ама не е проблем, јас ќе попеам, не е Па онак. не е дека јас не кем да пеам, мислам дека тоа е сепак работа на тебе или на пеачите, да требаше да пуштам музика, ќе пуштав. Па Мислам дека треба да се задржи нивото на гледаност, а не да избегаат луѓето толку ја почна да пеам. Тоа е, требаше тие, како се викат, грамофоните да ги дојсиме тука. Да. Ама ништо. Ама други добро, опат. па затоа имаме Други човек опат. што знае да пее. Ќе направиме, да. Сато сега, пошто треба јас да пеам, прво сам да те прашам, дали, знам дека знам, кажи му на луѓето, дали пушташ македонска музика и кој период од македонската музика ти е омилен за пуштање? Тие што знаат, односно што доаѓаат на настапи, мада и по социјални мрежи кои рекламирам, гледаат дека пуштам музика и многу ја поддржувам македонската сцена, без разлика дали е од ново и старо време, но сепак мислам дека на по-старото време беше музика и поквалитетни и имаше луѓе кои пеат на вистина, за разлика од денес и денешниве пеат, меѓутоа, дај да кажам, поголем дел се со на аутотюн што се измисли. Така. Меѓутоа, ете на настапите сепак повеќе доминира на постарата музика и реално тоа го бара. Супер. Баш ми кажи ми, имаш некоја омилена песна вака од те старите или омилен пејач или нешто? Да смислиме нешто, Види. да пробам јас дали ги знам да свирам. Па да, реално сите си ги почитам така да што и да отсвириш, можеш и од JJ, нема да промашиш, може и од Елвир, може и од Тоше, така да еве може, што то ќе го свириме секој онакво, да Да. пробаме нешто од JJ да направиме. нешто може. Нормално хитот што е вековен хит што беше тогаш и беше после тоа пред 10 години пак преработен и сега е пак преработен. Магија. Се вика Ке ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знај, само што те погледнам. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знај, само што те погледнам. Како беше Ма строфата? биде дека те пратев. Бе, добар си, мора да го држиш тоналитето. Како беше строфата? Јас го памтам она. Не сум слика гола, да те нацрта. Не сум сликар, не сум слика, бе, Виктор. Немам дозвола Со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те опејам вечерва. Добар си. Еј, Ке ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знај, само што те погледнам. Ке ми треба магија да те освојам, ти ќе бидеш моја, знај, само што те погледнам. О, песниште, брат, ама те бива ве човек. Остај ти што некиш да пееш вака. знаеш како, јас сам на себе си викам до душа, искрено вака, за тие што не знаат, поголем дел, супругата ми е пејач, стварно квалитетен Вистина? пејач. И јас не знаев да ти кажам. Да, она пееше некогаш на времето. Меѓутоа, еднаш пејач, за секогаш пејач. Е, така се. Гласовните жици и способности се на најако ниво. А и она, да кажам, влегува во професионален пејач, затоа што нели имаше настапи и Браво. по телевизии сегде. Браво. Она кажува за мене дека јас знам да пеам. Меѓутоа ние секогаш сме си јас сам према себе за конкретно за пење сум си само критичен, викам дека не знам да пеам. И жена ми така, бе, ја ти кажам, ама и не ја бива помалце. Знаеш, не знам како да кажам, жилбата ми е да сакам да пеам и да знам да пеам, меѓутоа она што звучи надворе можеби сосема друго. Не врска, само тоа што си самокритичен и што си ги слушаш грешките, пример, мали што ги правиш, тоа значи дека го имаш слухот. Да. Ти обично луѓе што немаат слух, немаат гајле, ја викни ба. Дали греши, не деши Да. комшијата ќе слуша, монги ти вика. Замерак. Ама и добро, и пеењето во суштина треба да е таква лабава работа како емисија, знаеш да си го прават сите за од душа, не дека некој ќе дојде да те критикува. А иначе ко била жената пејач, што не ја донесе таа ќе ни запееше некој песниче. Ќе направиме следен пат, зашто? Правиме, таман, ама следниот пат ти со Еден дует ќе ти направиме. со грамафоните ќе ни пушташ битчиња, јас ќе мавам гитарчето, таа Тогаш ќе ќе пее. може да сме сите активни. Виде, да. ќе го смислиме, остај ти, не, да не сипати човек со нас работа, иначе не е проблем. За идеи има колку сакаш. Морев да спомнам, најбитниот момент од се. Ние сме веројатно единствените двајца луѓе што не пиеме алкохол на
страдата, човече. Многу е тешко да поверувам на тоа човек. Не знам. Никој не верува, мислам, не знам зошто, реално затоа што стварно се двоиме од општеството. Не знам, нели она што викаат како мал кога нема да пробаш во пубертет или во тие порани години или друштвото ако не те прелаже, јас тогаш не подклекнав, па сега не верувам. Ти немаш ни пробано колку што знам. Или имаш пробано нешто? Сега по ново време имам црвено вино, нели на свадба. Да, нема Пробав бегање. само чашката. Нема бегање. На врв на јазик затоа што Ти да го закисели спочитам малце, адетот. Да. И тоа е тоа, имаше некои обиди на свадба да, нели, да пробаат, мислеа дека ете се напив, ама добро го одлумив тоа за само да мисла дека сум Да, оставам на работа. Браво. Јас да ти кажам имам пробано. Мене љубопитноста, јас бев љубопитен, сакав да пробам како дете, не ќев да пијам, ама сакав да знам вкусот каков. И да ти кажам искрено, никогаш тој вкусот што е на алкохол од после што иди, не сум го бендисвал. Например, пијалоко може да е вкусен, ама самото тоа што останува тој алкохол, тој осетот на алкохол натре ми сметал од секогаш. И никогаш сум немал онаква, да пример, кај нас никогаш не беше забрането, татко ми сааш пивове, пробај. Или ќе му речев, тато може да се напијам, напи се и то пената ќе ми даеш од интересна, ми изгледаш и кој ми изгорчеше тоа. Душата ти горчи. И никогаш сум го некел нештото, никогаш сум немал, а неам мака пример. За свадбата баш и мене пробваа да ме напијат. Не знам зашто му е толкав мерак, пошто ме немат видено напијат. И прво ми рекоа тури си виски за сликањето, јас пошто не пијам и не знам ни како се тура. Изедов чаша голема од тие тркалезните коза виски, а наполнав. Шо прежи ми ка слика? Ајде пивни малце се да те сликаме. Се напив тро од чашата, се сликавме, па ја испив цела, па после ми притураја пак. Ама не успеа да влезат во онакво, да си седнав, си се најадов после за секој случај, и не знам каков е. Сака да те фатат на кондиција. Да, ама знаеш што е муабето, што страшниот дел е што уствари не знам ни каков сум на пијанство. Што знаеш, и татко ми му рекол на роднините, пазете, не го терајте, овој оти не знаеме како. Па и јас тоа викам, не може да знаеме дали ќе бидам агресивен, дали ќе бидам многу среќен, дали ќе плачам, дали ќе зарадувам. Јако. Не знам, ама искрено нема ни да го дознам. Тоа ниту па ми фали воопшто да го дознам, затоа што сметам дека се е тука. Дефинитивно. Не сметам дека мене ми треба чаша 2 алкохол за јас да бидам весел или дека воопшто треба да наздравиме со чаша алкохол. Се наздравува со човек, Така. а не се наздравува. Си жив. Вака. Со Вие што си пијачката. пивнувате неделно, пиете си, не се секирајте, ама битно го ги наздравуваш со човекот се наздравва, не со А и пијачка. реално подобро за нив, кога ние не пиеме има поише за нив. Така. Убаво брат. И многу ми е мило што има вака луѓе. Преретки сме во светот, ама ги има и многу ме бендисва тоа што луѓе има и во младите има, сега гледам што не пијат, што Види, размислуваат сега тоа така. ќе кажам, да, пак ќе кажам, не е лошо да не е човекот лош и да го пие, Така но е, да напоменеме дека треба да се пие нели во тие нормални граници. Но сепак е подобар пример оној што ние го даваме кон младите, Дефинитивно. нели, за ете да кажам, некое подобро функционирање и стабилност. Например, навечер сите кои ќе пијат, кои ќе си скочени, са бајле некој или поголем процент има тежина за да станат. Така. И јас тоа го немам како тежина воопшто, дали у 5, дали у 6, у 7 станувам, ни глава ме боли, ни ништо. Така си е, брат, така си. Дали ти смета тоа што пример во модерната музика сегде во светот, па и кај нас се промовират баш тие пиења, не знам, други некои наркотици, чуда, такви глупости. Па еве, нели како што е пиењето, ќе кажам и за другиве пороци, не сум некој љубител, не ги ни почитувам тие работи, ниту па кругот на луѓе ми е со такви работи, така да сметам дека сметам јас, еве, ќе кажам лично моје мислење дека не треба да постојат тие работи, но ете, постојат за жал и тоа е тоа, секој си носи одлука дали ќе ги конзумира или нема, но Така. последиците се пак сам на себе он што си прави, Така. па и на околината на некој начин, не само сам на себе. Браво, супер. Обично не прашувам вакви работи, ама знам дека си човек што си има некој став сопствен и стално си окажуваш ти ставот на Facebook. Немаш Немам. гајле ко мене си ти, јас така си зборам глупости. Ама муабето ми е многу последно сегде во светот се форсират сите тие работи и јас се во ред, мене ако ме прашват луѓето што ти е мерак во животот, прави се, ма треба денешно време е срамота да не си едуциран на некои одредени работи,
и да не знаеш што може да ти се деси и што се дешава и да го правиш нештото само заради друштво или заради не знам што. Ај порано нема луѓето. Тоа е најлошото. Да, Што нема сите го луѓе. прават затоа што мислат дека тоа е некој мангупски момент или еве ај сите пијат или сите пушат па е сега и ние. така. Не, зашто ако сите тоа го прават и напротив биди таа разлика у светот кај што ќе се двоиш и ќе бидеш некој поинаков пример за разлика од сите други. Така, мене цел живот, мислам сите во друштвото, сите пушеа, сите пиеа, цело друштво, цел живот што сум го имал. И цел живот беше и на училиште кога бевме во основно, не си маш. Не брат, ти не си маш. Јас сум маш, можам да ти речам не, и не морам да го правам нештото за да бидам среќен. Ти не си маш и потпаѓаш во приказната. Ама и тоа нешто се наметна, не знам зашто треба да бидеш маш ако пиеш или не си маш ако не пиеш. Маш е карактер, не е алкохол, чашка или не знам што. Така си. Напротив, ние покажавме поголем карактер од тие што пијат, според мене. Така. Не мора да е правило, меѓутоа пак ќе мислам дека е поголем карактер дека така си. Сум имал брат, многу сум имал такви моменти баш заради то пиење или заради непиење, тоест пример одиш на настан, го урлаш настанот клубот цел до 5-6 савајле и ми се има случајно да ме тргнат обезбедување во еден наш град тука и да ме прашват на шо сум. Демек те гледаме сопче пиеш цела вечер, мора си на нешто, нема шанса го издржиш. Море луѓе, не знам како ви објаснам, енергијата што дава публиката е се што ти треба од напиток за да го издржиш нешто. Буквално, многу боте. Ама не го сваќат луѓето, знаеш. Не. Ма и не го сваќаат затоа што не се на наше место и они не ни... Знаеш како ја викам, сите викаат еј браво што немаш пробано. Ај сега ја одма му враќам, а зашто и јас тебе да не ти кажам браво? Еве да прекинеш со пиење. Ако е нели кој што викате сите браво што не пиеш и е многу добро што не пиеш, зашто не го примените сите тоа браво? Така. Но ете тоа е тоа. Кој како му е убаво на крајот на денот. Така си. Нека си тера. Кажи ми што да направиме уште нешто вака, што пушташ на настани да свириме са тука во животот. Пошто многу длабоко му влеговме, убави теми се, ама да лабајме малце, ме сваќаш да олесниме работата. Ајде нешто македонско. Да му спеиме нешто. Што македонско. Ме веќе на тема на пиење, ај живее. Со сокче и со водиче, зубо за. Ајде. Ајде нешто од Тоше за мене, може ли? Од Тоше може, брат. Што сакаш за Тоше да внимани? Не знам, реално сите му ги сакам, така да не знам. Дали има некоја што пушташ вака на настани, на роден ден и на не знам, на било што? Па пуштам реално, пуштам да, ги пуштам реално горе-доле сите, така да. Нешто повесело. Нешто повесело, не знам, ајде нека биде... Сите ги знаеш? Па си велам, не ги знам може сите, ама ти ќе го најме чарет. Сега ги извеш некој од нас. Ајде, руски рулет може. Како беше, чекај, имаше еден припев со гитарата. Целиот град за тебе зборува колку си ти згодна и убава, секоја ноќ другари за тебе збора. Каде си ти, каде излегуваш, поногу ти, кого погледнуваш, че гори твој каде ти вход звона. И руски рулет играат за тебе, живот би дал само да посакаш ти. За момент ме запали кода сум динамит. Остави се и дојди, сакај ме. Ео, патува далечен глас. Ео, каде си ти? Ео, од тебе изгорев јас. Ме кажи. Му запираш музиката тука. Да ме чуја! И урлат сите тука. Таква е песната. Брат, то ще го свирам
уште не знам, ко почнував со свирки, уште мислам уште од претходно ствари, од сите приредби што и правевме на училиште, така ме слушна и професорот по пеење, Бог да опрости, Пеце Митревски во музичко во Нижото во Битола. То го пеев и на првите свирки и цело време го пеев натаму, дури и на времињата, глуп муабете, ама дури и во времињата ко немаше толкава поддршка на времето, сите беа ти го свириш тоше, дај бе нешто, повесело ме сваѓаш. И то ми е многу, имат заборавено можда луѓето или помладите не знаат, ама тоа беше најглупиот муабет на светот. И после тоа ко бидна најнемилиот настан што можеше да види, сите пушти го, ајде. Леле, и се истите луѓе што ти зборат глупости, после тоа плачат кое се случи. Абе поддржи го дуре тука човекот. Значи поддржи македонска Или биди карактер, ако не си го сакал, продолжи да не го сакаш, што се на што го сакаш. Тоа е Човек прашање сака на додека вкус. е жив, после тоа више. Така е. Прашање на вкусе, не мора да значи дека ќе ти се бенди са нешто. Да. А немој да ми после да ми глумиш или нешто. Знаеш, овие се песни што ќе останат безвременски. Види, нас менталитетот ни е така скорен да сме Така малце лицемерни и така да... Знаеш, Неќа Мичко ќе треба да зборам со такви работи, пример, за нас како народ, ама факт е, Ама таа е реалноста, не лажеме ние сега. И некој од страна сега ова што ќе го гледа, да кажеме, ќе рече, шта се занесе. Да. Ама таа е реалноста. И тој што ќе го рече, тоа уствари он е баш истиот таков. Така е. Ама се тоа. Така е. Таа е реалноста, за жал. Што можеме да направиме за Што мислиш дека можеме да направиме да смениме тоа, човек? Можеме уопште да го искорениме тоа од кај нас? Знаеш како е, многу од времето, лошо се изразив, голем дел од времето знам да кога сум слободен и нели се листаме сите по социјални мрежи, пошто впрочем и тоа ни е работа на нас да работиме на социјалните мрежи. Многу често знаат луѓево и за жал не знам зашто вие од 50-60 плюс да си плукаат по порталиве. Така. И многу знам да изгубам од времето да им пишам. Те гледам, Да. Те гледам. Зашто, како не ви е срам, зашто ако не го знаете човекот, нели, одминете објавата, Така. не мора да исплукате или на крајот од денот ако вие не го знаете, може да вашите деца, вашите внуци па многу го сакаат. Така де. Вие ги срамите вашите деца, вашите внуци, не мора да плукате. Нема, искрено не знам, тоа не е некој синдром кај нас, така да би сакал да може да се смени, но за жал не верам, тоа е тешко. Тоа е уствари дел од проблемот, е што пример возрастните на социјални мрежи уопште немат осет дека ги гледа цел свет и дека децата ги гледат и дека децата од нив после учат и после тие го прати истото на социјални мрежи. А не значи дека ако имаш опција за коментар таму, дека баш ти мора да искоментираш и дека ако не искоментираш светот ќе пропадне. Знаеш како, ние што можеме, што некако сме се изградиле, што можеме да доеме некако до израз, истите тие луѓе пак може да дојдат до израз само преку нас. Дефинитивно. Пошто ако не го пише тој коментар таму, нема каде да биде прочитан, нема каде да биде виден, и тоа се више некои фрустрации и комплекси, ама ете. За жал постојат. Доколку не беше тоа, мислам дека и многу поише ќе доминираше и македонската музика, односно и македонските пејачи, артисти кои што си ги имаме стварно добри, нели, ама кај нас ете тоа балканското поише од надвор ќе ги викнеме. Место да беше браво Виктор најдобар, све супер, има, нели, ама стално постои една маса што плука. Ќе беше викнете го Виктор на настап, немаше да биде викнете го ајде, да не именуваме. Било кој, да. Да не именуваме некој од другите. Така е, брат. Прав си, сите големи настани можат да видат големи со македонски артисти, пошто имаме големи македонски артисти. И имаме доволно да покриеме буквално Македонија, секде пее да си има настап. Ете така. И да се ротираат истите тие. Само што нашето секогаш ќе биде помалце од туѓото кај нас. Не знам зашто имаме таков синдром, некој нас само уништување, ама ај се надеваме дека ќе пробаме да го смениме во текот на годините. На нас останува да водиме. Ќе си веруваме дека има подобро утро тоа што е денеска, да. Замерак. Што се да те прашам, свадби пушташ, бе? Мислам општо, знам дека настани правиш и свадбичи не пушташ, така? Да, терам свадби, па неколку години терам редовно, да кажам, минимум 6-7 години минимум, меѓутоа више се почесто и почесто се множат тие свадби. Оваа година и лани искрено премногу имав. Не знам што се дешава со годините. Буквално премногу што и добре, си ја почитувам и јас, мојата свадба беше традиционална, но сметам дека треба да има зашто не и забавен дел, дали е диџеј, дали е бенд, небитно. Браво.
Така да супер, има многу свадби, има многу работа. Знаат нека често има. кога ќе седнеме да ја договараме музиката, што ќе биде, како ќе биде, меѓутоа нели треба да си држиме ние до своето, односно во што сум јас најдобар, не можам да го пуштам тоа што не го знам Така. и не го разбирам, а паралелно и не го не сакам на пример. Дефинитивно. Меѓутоа има ситуации каде што на самата свадба ќе ти дојде родител без да знае дека јас со младоженците сум договорил Така. едно, а он ќе бара друго. Така. Те ставало незгодно, меѓутоа Тоа е ставало. реално се вадиме увек на тоа извини, зборено е со вашата керка, со невестата, да не се отскокнува од стилот, пошто нели, ако му кажеш дека јас тоа го немам, чекај за нив Да. години кречат, кој како Така е, диџеј си ти ја немаш оваа песна, оваа музика. Тоа е брат, кај нас музичарите тоа е стандард муаве, ти ќе договориш, ама ќе дојдат ќе ти побарат нешто друго. Кој те прашва дали го знаеш? Да, да, да. И мора да го Врдај. имаш секогаш, да. Да, да. Како уопште одиш пред време се местиш, ти сум гледал секакви Па различни да, она. преферирам да идам секогаш барем едно пола сат, 45 минути, барем јас така сакам, затоа што нели, сакам да ја видам публиката, сакам да си осетам енергијата, да се договорам со шефот на локалот за маса, за поставување на опремата, нели, тој музичкиот дел што е кабли, опрема, да биде на време спремен, Така. пошто 99% секогаш е тој дел од главната торта до крајот, значи саат време. Така, така. Се иде порано, се местиме, додека сеча торта, јас сум више наместен, За доаѓа него. да го фрла бидермаерот, сите се на подиум, пуснувам така. јас и останува до крај да се журкаат. А старите си заминуваат вака. И тој е нов Повозрастните момент, се и извинувам. тој, да, и тој е нов момент на свадбите што мене не ми се свиѓа, затоа што они мислат, нели, дека народното кога ќе заврши, дека свадбата треба да- завршува, а уствари свадбата се уште трае и додека е диџејот, Така што е. додека јас пуштам за младите, старите се тука да доаѓаат по младоженците усред забава да отидат. Ајде да, си Ајде по одиме 3 пати ние си одиме, мислиш ти одат за Америка, утре нема да ги видат да. пак. И за жал постои тој момент на некои свадби, да кажам, или повеќето свадби кај што немаат осет или мислат дека свадбата завршила, уствари свадбата има уште саат време да трае и тој дел е пата ми најбитниот за младоженците може. така. Но Значи, нема контрола, не можеш, ќе дојде Така да е. те ја избаци 3 пати, што ќе му кажеш, не можеш да му свртиш грб, ќе треба да се поздравиш. Дефинитивно. Значи апел до возрастните, нема да си ојте кога ќе почне диџејо, пошто тука музиката продолжува, уше журката продолжува. Значи, евентуално ако си одите, не мора да се баците со невестата и младоженецот. Мапнете оддалеку. Слободно одете си, свадбата кај нив уште трае, ќе си ги видите нив другиот ден или следната недела. Да, бе. И така. Или ако му влезете вака со играње, со онакви, чао, и заминувате, рази? Евентуално, така може да. Да, да ја- не се осети дека ти некого си спречил да се забавува нешто. Јако. Што саш да маниме за крај, брат, вака? Да го лабајме работата. Ајде, што да удриме за Свадба е крај. голема. Јако е, брат. И кај нас, пример, вие диџеите, барем, ќе речиш диџеј си и, пример, пушташ одреден стил и луѓе ќе идат, ќе ти барат нешто друго. Мене исто ми си има десено кај што сум пуштал музика, ама нема врска. Кога си пеач, тука веќе, кога ќе дојдат, кога ќе ти чукнат некој стил што ти нити си го слушал, нити го знаеш, ама ти си убедени дека мора да го знаеш, пошто си пеач, тоа е веќе. Јас ќе побарам од тебе една песна, Која? твоја, ваша. Тие што не знаат, ај лошо да се изразам, сум можеби голем хейтер на балканска музика, но многу ја почитувам македонската народна музика, фолк музика. Битола мој роден крај. Обично барата ходам во Битола, Јас и се втаја ја речиш. Битола, мој роден крај. Како? сакам За тебе пеам. Си реков ќе запеј. Битола, мој роден крај. Јас те сакам од срце, знај парара. Битола, мој роден крај. Јас те сакам од срце, знај. Значи ти
не запеј пеачо, не подпевнуваш. Јас ми се преј ќе влезиш. Не, си чекам. Се зафрка, чекам, оти така брат. Цеце ја намести водителката, влезе да почне да пее и запеа за мерак. За мерак, браво. Фала ти брат што ми дојде. Фала ти Се тебе надевам на дека ти поканата. беше лабаво неделново Да, искрено попладне. убаво си поминав, дури многу брзо помина времето, но затоа Абе, сме висти. тука да повториме на комбинација Ќе со направиме ова музика, весно. да. Треба да направиме со грамофоните, таман јас да ти кажам право сакав да ти речам, си викам ајде да не малтретирам човекот сега од свирка вамута, знам како ми е мене го ќе ме терат земи ова земи она, си викам ајде да не те малтретирам лабаво. Не, убаво кравири. си помислил, убаво. Ама, знаеш како другиот пат, ич не те прашвам, ќе ти направам кој те праша, ќе те викнам со грамофоните и ќе направиме некоја комбинација. Да. Фала ти уште еднаш, брат. А вие, дечки, се надевам дека имавте убав ден, уба емисија, мислам дека беше лабаво, мислам дека убај муабети направивме, спомнавме убај вредности, направивме убај песничиња и се надевам дека ви го лабавивме по пладнето. А истото ќе го направиме и наредната недела во 18 часот. Така што бидете си вие во недела тука, имајте убав ден и ено живели ја ви направам јас вака со сокче, а вие со што сакате. Поздрав!